часа во една просторија. За 1 милион денари? Игра на вишина. Добро. Карина, ја ти кажав ли да не влагаш тука, бе? Коментираше се, леле коментираше, но аз се запишам, човече, леле коментираше. Па ова као пред Југославија, човече. Па добро. Па не било Здраво. толку лош. Јас сум Викторија. Карина. Туку знаеш што, ај чим си више тука, дај, сликни ме наш, ајде. Ама убаво, значи све да фатиш, ме сваќаш. Значи цел кадар, ме сваќаш. Немој ништо да си утнала, еј. Ај, колко јака соба, ма! Масичка! Ај, стол! Бинбег! Абе, брат. Добар си? Јас сум Петар, ја не знам кој е добар. Сликај. Вака напред. Ајде, вака, топ. Цело фаќаш, Ма, јасно? скроз. Скроз све, брат. Скроз, ајде. Девојче, абе, ми влагаш у кадар, ти кажам. Ке ме кропнаш, бе, што се секираш? Ти си? Елија. Така, Супер. ваде. Супер. Скроз. Ја ќе кажам дали е супер, јасно? Па не се лоши, па добри се. Умилен автор ти Ернест Хемингвеј? Од каде погоди? Климент. Ало, Луци ти бе! Полека, бе! Дура ти не гледаш дека има после тебе за качалка, бе, И друга има. Вака ли те учеле дома, бе? Култура нула. Ни тоа, но се теми. И маса, бе, ја растури. Пази малце. Види кој ни дојде, бе? Ги гледаш ти тука сите овие? Свенати рози? Шо Ти ми која ќе кажа кажеш? сега, Ниту јас, ниту ти. Како се викаше? Содру. Не сакаш да останеме у собава со нив. Така да, ќе ми помогнеш да излеземе одавде? И тоа како ќе ти помогне? Дор знаете што? Чекај, што правиме тука? Мислите, стварно има некоја игра на висината или? Не бе, дедовме за очо сакаме да се дружиме. Многу се сакаме, нели? Абе, слушај малку. Само прашав, окей? Мислам, окей, стварно не ти е потребна таа дрскост? Иако, мислам дека е само тоа и го имаш, вака да ти кажам. Абе, дечки, нема потреба за такви коментари. Ве молам, тука сме да си помогнеме, така? Мислам, јонака сме тука. Ајде почнеме да бараме. Се спири, Петарче. Еј, ти знаеш да не коментираш за некој? Ај, застани малце, помогни да излеземе и прекини. Знаете што, ај, бидете поздравени, јас имам од тука. Кај оди да? Фала Моје, Богу. кајле. Ало. Абе, добро, што правите вие тука која е више затворена вратата? Што збориш, бе? Што ме гледаш така? Тоа значи кај играта? Стварно е затворена? Не бе, ја ќе Е, веќе започна, да. Што? Што му е бе на овој? Добро, не е битно, станувајте одма да барате сите. Ичи ме бе, добро, девојче, не ти беше доста од книгима? Станувај да бараме, ајде. Извини, шефица, извини. Тебе лепотица, ти што волку се бржаш? Шеперите на граница не ти отидоа случајно? А ти ќе прекинеш да и се пушташ малце да најдеме начин да излеземе од тука? И Господе Боже. Добро, ајде друштво, фатиме нешто сериозно, стварно мислам, што е ова?
Ајде, ја мислам да ја послушаме шефот и шефицата. Ајде, почнете. Абе, а што всушност бараме? Па, клуч за да излеземе, што може да бараме, ама? Клуч. Каков клуч, Три бе? мозочни клетки да се имаме. Друштво! Пердов! Не, ние не сме сериозни, не сме сериозни! Зошто бе Пердов? Браво, бе, Пирдов. Да, Што Пирдов. ќе отвориш вратата? Абе, оставаме, оставаме, Елија, Елија. Безнадежни сме, не излагаме од овде, кај ние сме безнадежни, оставаме рад. Не, то господе бе, Петар бе. Дечки! Тетрадка, бе, тетрадка! Ој си игра мајта, толку. Најде тетрадка сега. И што правиме со ова? Што треба да... Абе, тетрадка е. Што може да има внатре? Господе Боже! Што збориш, еј? На мене ми кажа нешто? Извини. Ај стварно нешто посериозно фатим. Ај стварно нешто посериозно фатиме. Што е ова, бе, луѓе? Ало? Абе, извините, од глава да е сериозно. Па мислам, тебе шлеперите ти отидоа, бизнисот го снема. Абе, дете. Ако ти мам на мене пок, знаеш Абе, и извини, колку убаво мама, ги... бе. Аман на него ли ке користиш енергија, бе, види го каков е. Ај помогни малце да излеземе од овдека, више доста се карат, ама. Ау, ми го спаси животот. Фала ти, Елија. Добро, знаеш што? Нема врска со убава, цела ја преварав, ништо нема усобава. Чекај! Не ти верувам веќе. Добро, Не ти дете. верувам. Ке му освежи се докажам. Да не е нешто игра на Дечко, зборови. ништо не си нашол, остај тоа, дај стварно нешто побараме, аман! Не, ама стварно види ова некоја загадка, што е ова точка? Добро, чекај малце. Дете, ја бев јасна кога кажа дека се пребарав или што не е тука јасно. Или ова да не го најде шефице? Еј, ти стварно нешто си имал, бе. Епа, луѓе, чим перфекционистот зезна, сите отидовме. Хабе, дој малце. За тебе од сега Карина, да знаеш, окей? Јасно? Ау, леле, извини, Каринче, Ајде. многу екзотично флевер бе нешто? Дибек, Како име ти дале? Абе, Дибек, тргај ми се. Пеп, Мартин, Петар, бе, абе, Петар! Петар, ај, дај ми го тоа тука, да не... Еве, глеј, што е ова? Многу е чудна загадкава. Морзеова е, бе, ти. Што? да. Од кај па са ти знаеш За слепите, Пепо, ама... Какви слепи? Ти бе? па која ќе кажеш, бе. Нит Морзеова, Марзеова. Ова е браво писмо, дечки. Абе, Срцка, треба да се правиш паметна. Морзеова е. Ај, реши си ти сама, најпаметна си. Толку од мене. Значи, би тикнала за сигнали преку светлина. Абе, во војна кога што прават. Абе, извини, ти у војна си била, бе, еј, браво, јако. Дај бе оставија да работи. Еј, Аман, продолжи. Чити се. Добро, луѓе, што прави мистериозниот наму што си кулира у Кјошан? Ма не, ти се зезаш со мене. Па прекини да коментираш, бе. Ќути. Ај, во ред, Вики. Најдов, тоа е. И падне. Бе. Доста, само прочитај го више, те молам, маман, више. Добро, окей. Фактички, ништо немам најдено. Добро, бе, дај да ве просветлам, жити се. Само е цита... Само ти не. Секоја куќа не е дом. Што е ова, бе? Леле, За ова ли толку се мачевме, а? Допред
До пред 5 минути не знаеш што е Морзилова. Ти сега мене ќе ми се правиш паметен. Знаеш, некој има живот и надвор од книгите. Дро, мора ли нон-стоп да си толкав егоцентричен нарцист? Извини, стварно ми ги повреди чувствата овој пат. Дај со земи се, пошто ако не прекинеш со театарскиот перформанс, знаеш што ќе ти... Леле бе, Климент! Аман! Сваќаш ти еднаш кој животот дека треба да прекинеш! Прекини! Само да кажеш што Што збориш? Доста! Престанете да се карате! Дали се слушате на што звучите доста? Смачено ми е веќе од ова карање. Кај да само карање следи, доста! Не го би ова. Овој па! Абе, луѓе, Телетабисов е се уште у нас радиус. Сака не надеба очигледно. Види го бе, сите патос ке бидеме, а? Петар, тебе некако изгледа многу те добре поракава до срце. Ама, кажи ми, ти зар не ја чувствуваш твојата куќа за тоа? Сотир, братче, пази ти, јас не знам ти што зборуваш. Пази и ти, јас премногу ќе го сакам својот дом. Вистина. Да не лажеш? Каква лага, Сотир? Сотир, зошто би лажа за вакво нешто? Друштво овој се губи, гледате го! Луѓе, мислам дека ентитетот треба да биде институционализиран. Доста веќе престана да лажи, кажи ја Ја вистината. кажувам вистината! Дечки, знам дека вака многу чудно личи, ама јас стварно живеам во прибава куќа на два спрата, знаете, горен и долен спрат има, и да, и имам болна брат, Ве молам, верувајте ми, и со него секогаш ќе му читам приказни пред да заспие, за да може да заспие побрзо, ама и имам двор, имам двор и во него играм топка, не, играм фудбал, не, топка, не, фудбал играм, не, и да, мајка ми ни припрема вечер секоја вечер, замислете, и јас никогаш не сум сам. Секогаш сме јас, мама, тато и брат. So macaron, so feredon, Marion, Leo, 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 1, 2, 3, mama štit. So macaron, so feredon, Добар ден. Добар ден. Добре дојдовте во свидетелиштето. Јас сум директорката и тука ги имаме нашите прекрасни деца, од кои се надевам дека денес едно од нив ќе добија траен дом со вас. И ние се надеваме. Да. А ние се одлучивме, да. И? Ние се ќе земаме. Супер, имам ја. Знаете како да тие работи личи на жена ми, Да. радостна и така. Можете да дойдете со мене за да ги финализираме документите. Сигурно нема да не заборави, ќе не посетува. Навистина така мислиш? Да, Петар, сите заслужуваме топол дом и сите ќе имаме родители. Сигурно мислиш дека ќе имаме и ние родители? Да, ајде да не мислиме на ова, да се вратиме на нашата игра. Но, мака... Не мора истата, можеме друга. Ајде, која? Предложи ти. Па ајде Пикачу. Ајде. Пикачу. Пикачу, 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 А, Б, С. Пикачу. Добар ден. Добар ден. Добре дојдовте во свидетелиштето. Добре, ве Јас најдовме. сум директорката и тука ги имаме нашите прекрасни деца од кои се надевам дека денес
Едно од нив ќе добие траен дом со вас. И ние се надеваме. Колку се сладки. И машкото и девојчето. Оф, леле. А што да кажеш да го земеме девојчето? Види колку е сладка. Да, баш е мила, знаеш. Да. Ту твоја боја на коса е. Да, да. Доле сте тоа. Ајде, види. Ние се одлучивме. И што ќе биде? Ќе го земеме девојчето. Супер. Драго ми е. Можете да дадете со мене наваму, за да ги финализираме документите. Може ли другарот да го земеме? Не мора, не мора. Диви, ајде. Лажеш! А што си ти, лај детектор, а? Петар, не викам дека лажеш, но ако лажеш можеш да ни ја кажеш вистината. Па можеш да ни веруваш, нели е така, дечки? Така е. Па види, секоја вистина има лага. Така се тера. Не бе, детево си раскажува како си играла фудбал со татко му. А Бог да чува. Епо, зарем не разбираш? Мајтап си игра со тебе! Пријателите не лажат. Зошто само не си признаеш? Зошто само не им кажеш? Зошто не им кажеш дека живееш во дом без родители и дека постојано живееш во истата илузија? Часови, денови, месеци, години, чекајќи некој конечно да ти избере тебе. Но никогаш вистинското, ниту перфектното дете кое го бараат. Сам. За секогаш сам. Петар, добар си. Дура бе, што е проблемот со тебе, а? Епа, значи јас сепак бив управо, ова е... Игра на вистината. Еурека, Климент, браво, браво за Климент. Каква река бе? Еурека! Па си слушнал ли некогаш? Еурека! Жити се продолжи. Фала, Вики. Епа, Доро, мислам, фактички игра на вистината не е сега тука да барам низ целава сова траги. Игра на вистината е игра на лагата и на вистината. И затоа веројатно треба да ја кажеме. Петар, ако лажеш треба да ја кажеш вистината. Илија, дали се слушаш што зборуваш? Те молам, немој така да зборуваш, Илија. Ама види има логика. Ако е игра на вистината, тогаш веројатно треба да ја кажеме. Може да скоцкал нешто, но и да медитирал Кјошан. Добре, вие луѓе стварно сте немали инстинкт за преживување. Планктони едни! Што треба да прави детева? Што патем ниту ве знае, да ви го раскаже цел живот. Важи. Добро, окей. Мислам, види. Се тоа е така. Окей, али вистината е многу апстрактно нешто. Мислам, не можеш да го отелотвориш. Се некако се сведува на нешто над физичкото. Не те молам, поштедиме од филозофије. Физичко, цврста, течна состојба не ме засега човек. Вие воопшто појма немате што барате од човек! Застани малце! Овој ги активира говорните способности еднаш во 3 полни месечини. И некако се сведува кон нешто што е надолна на дофат. Нешто многу поразлично од сето ова. Добро, еве, ќе ви ја кажа вистината. И што ќе се случи? Вратана магично ќе се отвори. Петар, ливчето се гледа дека е директно поврзано со кон твојата животна историја. Престанете да пробувате да го избегнете неизбежното. Едноставно, вистината ќе се најде својата површина. А виде да сега. Знам дека моментално него сакаме превише сотир, али... Сотир е управо. Мислам дека сотир е управо. И мислам дека има малце смисла у тоа што го збори. Така, Петар. Добро. Што сакате да ви кажам? Дека немам перфектен живот? Дека немам родители? Или дека ни свеата причина зашто сум тука, загаден со сите вас,
кој не може да се решат еден пердов, е токму да го напуштам тој дом, во кој цел живот сум заробен. Со години, Сотир, со години само скапував. И скапував таму. И чека, него да ме собере како куќа скитник од улица. За повеќе да не сум во такво исчекување, решив дека јас, Сотир, јас, ќе се бидам сопствениот спас. Добро, 100% си сигурна дека ова е последната книга. Не сум 100% сигурна, има уште една таму. Добро, најде нешто. Па да најдев ќе ти кажев. Добро, окей. Викторија. Викторија! Деве, девојче, дај разбуди се, што правиш? Ајди, земи ми ја книгата, леле. Ако може денес е. Кај се па сега ти? Па знаеш, никогаш не си сама. Секогаш има некој потребува. На вистина? Климент, мислам дека ова ти беше знакот малце да ја постиш рад. Петар, бе, дојди, шо седиш сам? Тис? Луѓе, па мислам дека требува да дојдете да го видите. Па може да ни кажеш што треба да видиме. Некој има подвлечено цел параграф и некако многу е чуден. Деве, Виктор, ај прочитай го само, окей? Ја планирам денес да искочам. Светот ги крши сите, Потоа многумина станува скршени точно на местата кај што биле скршени. Збогом на оружјето од Ернест Хемингвеј, мојот омилен автор. Добро бе, вие луѓе пред спиење цитати си учите? Што ви е проблемот? Кога ќе ви стане оној телетабисон, кога ќе ви каже ка сите важете? Убаво би било кога ми се обракаш, бар по име, а ми се обратиш. Немај кај да се сократ. Всушност, Сотир, навистина ме чуди тоа како болком си седиш и правиш апсолутно ништо. Кога да не си заинтересиран да излезе модел. Кажи ми, зашто си овде тогаш? Всушност, Елија, јас ви помагам. И тоа толку многу што ете. И ти помогнам и те. Но на девојче кој седи молку мисли дека прави нешто. Но на девојче кој се штити со молкот, за да не се види девојчето кој што е премногу скршено од светот. Од светов, скршено на многу парчиња, правејќи се силна, за да не се види колку е само скршена и да не се видат тие солзи. Направи услуга на сите, Елија, и биди искрена со себе. Зошто си ти овде тогаш? Добро, што не е во ред со тебе? Мислиш дека може да ме контролира сите кога сме некои кукли? Од каде воопшто ги знаеш работива за нас? А? Еј, само сакам да помогнам. Пепо, уживај. Со задоволство ќе го нокаутирам, мој пошто многу паметен се тај очигледно. Знаеш што, Сотир? Мислам, борете, окей. Ја те сваќам, али види, само знаеш дека до крај ја ќе дознам што нема ке со тебе, јасно? Ама до тогаш, мислам дека Сотир е пак управо. Мислам дека треба или да си ја каже вистината. Леле, види го се смее, бе. Живи се кај те раскостам, што ти е проблема на тебе, а? Добро бе, дечки, вие се знаете од некаде? Само ми очиве ми сведочат како да сте од некој филм изгледен. Како се викаше тој? Како се викаше бе тој филмот? Леле. Да, гордо се предасуда. Дички, ајде да ви олеснам за да продолжиме и да не губиме поише време, пошто не ми се седи више усобава. Чим приказата за мојот приватен живот е онако што магично ќе отвори вратана. Еве, ви ја кажувам, ама завршуваме. Океј? Добро, ајде. Зашто сум овде?
Овде сум што моите родители планираат да одиме во Швајцарија на скијање. Ама ете им фалеа пари, па со наградава да помогнам. Ние секоја година одиме таму. Точно на местата каде што си имаат заљубено. Зашто вие немате видена таква љубов. Сакаме да И идем. тие се сакаа на тој начин. Да. Ти веќе си сакана Елија, но не на начинот на кој што мислиш. Туку она како што тие те сакаат. Она на кој помисли пред да кажеш да, зарем не е така. Каде би знал ти? Призна Елија, сите можеме да видиме дека цело време се обидуваш да не се соочиш со фактот дека Доста! Прекини више, прекини! Дали го живеам беголот на земјата? Апсолутно да, тоа ли сакаше да го слушнеш? Ама знаете што не се сожалувам? Зашто сожалувањето е болеста на умот. Одамна се померив и прифатив. Се тоа што еден ден ќе избегам некаде далеку. Далеку, каде повеќе нема да ги слушам тие гласови кои со омраза вика еден по друг. Далеку. Каде конечно ќе го сватам она мир за кој што пеат писателите кога време некоја војна. и се соочи. Прифатив. Зашто? Еден ден ќе бидам подобро од нив. Тој ден не може. Не смее да е далеку. Доро. Дечки, знам дека не се чувствуваме сите најдобро, ама може да почнеме со барање на траги или што и да се веќе. Јас мислам стварно планирам да искочам вечер, не знам за тебе. Молам? Молам? Карина, те молам, престани со твоите глупави траги, зашто прво до никаде не сме, второ вратата уште затворена, трето уште сме тука, ти уште за искачање збориш. Престани. Добро, извини, окей. Карини, јас се согласувам со Петар. Мислам дека малце треба да одмориме еден од друг. Карина, глеј, не мислев така грубо да ти се развикам и Карина, што правиш? Дете, дај бе, почни. И да го имаш сето богатство на светот. Дали нешто би вредило повеќе од твојата душа? И така, мили мои, перфекционистот дојде до својата утопија. Не знаеш што? Не ми вредиш за расправија. Не, ако нема ова кој да ти го каже, ја ќе бидам таму. Дали е јасно? Пошто твоите, мајката и таткото ти се тука нешто богати, не значи дека тука ние гајле што правиш, јасно? Дали на некој му е гајле? Гледаш? Ај оставаме си правам што правам више, аман. Мислам, кој ти е крив што јас знам да си го живеам животот, бе? Абе. Доро, барем пробувам. Ти што правиш усобава? Не сите сме имале привилегија, правиме што сакаме, по која сакаме, вака да си седиме дома. Не сите сме имале таа привилегија. Не, знаеш што да правиш со твојот перфектен живот? Дали знаеш што да правиш со твојот перфектен живот? Добро, што треба да правам? Што јас знам да си го живеам животот? Зошто не можеш ти да се прифатиш себе си, бе? Никој не ти е крив што си во ваква состојба. Почни да се сакаш и да се прифаќаш себе си. Едноставно. Еле, дете, ако те фатам за тоа вр... А ти како успеа, Климент? Ајде, просветли ме. Кажи ни како човек се прифаќа и се сака себе си. Ти мора си експерт во тоа. Уште само кога би знаеле каков експерт. Што ти е на тебе, бе? Ти стварно имаш некој проблем. Да немаш некој боговски комплекс случајно? Но кажи ни, Климент, што ќе се случи кога децата на наркотиците ќе го најде својот крај? Или пак, може би нам ќе пробаш да ни подадеш за да ни помогнеш да се прифатиме и сакаме себе си малку повеќе. Ама вистината, Климент, ти никогаш не прифати. Ти никогаш не прифати дека нештата не престануваат да болат, правејќи сега никогаш не се случиле. Добро, и што сакаш да кажеш со тоа? Што има се, а? Зар ми сега одбиваш? Зар ми сега одбиваш да прифатиш и се соочиш дека си се уште заглавен во истиот момент кога ја изгуби не. Дечки! Си го имам моментот, ама Климент го пробува. Климент, може браче. Сакаш да избегаш од себе си, ама не можеш. Ти си заглавен со себе си. За секогаш.
Да, кажи ми што се случи? Седни. Слушај вака, мајка ти. Што со мајка ми? Те молам, кажи ми што се случи? Те молам, смири се. Како да се смирам? Дали има... Ама ти ме знаеш кај нема, климата почина! Почина. Пробавме се што можеме. Како мислиш? Тоа едноставно не е веќе во наши раце. Климент, ама... Мора да се смириш, Климент. Климент, слушај вака, јас те разбирам, целосно, мора да останеш силен. Те разбирам се, ама станува подобро со време станува, Климент. Не ти ми не сваташ. Не вие ништо не направивте! Што треба да правам сега јас? И што сега, а? Не, веќе мене не ми е местото овде. Не ме интересира. Ма Климент, Климент, дорочек, што ти требаш ова, објасни ми? Сега ми бега, бе. Те молам, застани, размисли што правиш, не, врати се назад. Абе, слушај, истото го сакаме, те се сваќам, ама дај еднаш биди у животот рационален. Ајде пред мен. Климент! Гледайте го. Мили, вода барем да го освежиме. Не се свига. Па не, Ако може крстена вода, па демоните да му ги стераме и да го удавиме. Луѓе, ама овој лежи тука ваков цело несвестен и вие се шегувате на негова сметка. Дајте барем некако да го освестиме. Се разбуди! Абе, Петар! Не се разбуди, извинете. Абе, ти зафркавај се кога ќе сакаш, ама типов некако не ми морда. Не, абе гледайте, пака са. Гледаме дека не се буди, не е подобро само да го саме да спие. Подобро за нас. Што полога хибернацијата, тоа боја за нас. Па, може би, не ви е толку лоша идеја. Добро, Климент, ми сам стварно претерал овој пат, сега кој ќе те врзува? Објасни ми. Јас претерав, а ти и твојот идеализиран калап кој што пробаш сите да ги сместиш? Ама погоди што, не сме сите ти. И прекини со непотребната хистерија кон мене, аман! Доро, ти стварно мислиш дека ја ова намерно го правам? Ти мислиш ја не пробувам цело време. Знаеш, остајме, тргни ми се. Добро, види, не е битно сега тоа, ај. Заглавени сме овие 4 зидови, треба да најдеме начин да излеземе од нив. Пред ноќ за спање да почне пак да не демне. Абе, а секад се криеш пози глупи фори или... Молам? Види, Климент, само сакам да знаеш дека ова што си поминал стварно не си сам. Ти сега сакаш да ми кажеш дека можеш да се чувствуваш со некој, а? Добро, Климент, шала на страна, сериозна сум моментално. Сакам да знаеш дека Добро, стварно ти е гајле сега како тоа јас се чувствувам. дека да, Климент. Има некој на кој што можеш да се отвориш, можеш да ми кажеш. Низ многу слични работи имаме поминато ни животот и стварно можеш да ми се увериш, стварно. Верувај, не сме слични и стварно никад нема да бидеме, така да не се замарај, продолжи само. Добро. Може не сме слични, али... А вакво, никоја глупа фора нема кажеш? Смеам ли? Нормално дека не. Епа добро, ајде да кажеш за тоа. Ау, да. А да, се те интересира, а? Па ако ти не икеш да збориш, јас ќе си го фатам патот од другиот ќош на слова. Ај не се глупи, ај враќи се. Шкас. Ме дисквалификува од екстремно важен надпревар, екстремно. И што, надпревар ќе беше тоа, бе, тебе ја те дисквалификува? Национално првенство кикбокс. Ти опасна си била, бе, кикбокс, па не знам што се мачам да го накотирам у бавецот. И не знам, моите бе толку убедени дека ќе победам. И тоа злато да им донесам, пази. Значи, много супер. Ја не знам никако стигнав до таму, искрено.
но знае дека ако отидам таму ќе ги издоверам и моите и себе и знам дека е лошо за мене, ама ставивме там витамин у водата што требаше да пијам пред надпреварот. Што збориш бе? И што се случи? Дисквалификувањето толку ги размери моите што целиот 20 минутен пат до дома не ме ни погледна. И што се? Како да не постоев за нив, не знам, ужасно беше. Да, исклучи тоа девојчета, не можам веќе, исклучи идеите. Чекај, моце, шо го само? Мислам, Дора, ако имаш нешто стварно да кажеш, кажи. Што го само треба ова на си треба кажи? Па не ти е лоша идеја, реално. Кажи ми, Што правиш ти тука? кажи ми што проба претходно да кажеш за Климент. Мора да ми кажеш се. Со задоволство. Само прво ти кажи ми дали вистина беше толку слепа да се влюбиш во личност како него. Јас не сум влюбена во него. Тоа беше пред многу години. Мислиш? Сотир, дај престани веќе со овие твои мали психолошки игри. Кажи ми ја вистината за Климент. Добро. Вака. Тоа ќе имам директно. Значи, Климент е дилер на наркотици. Тој е вплетнал во мрачните кругови на општеството. Продава дури и во училиштето. Едноставно, Викторија, тоа е причината за која тој е волку агресивен, зар не гледаш? Кога не е под действие супстанција, едноставно е избезумен. Се губи. И се плашам дека докато тој не изгледа што поскоро да има ниту ние. Сега на вистина стана па многу драматичен. Зборуваш како Климент да е некој познат серијски убиец. Или пак кога ќе почне да оди на некој killing spree. Плюс, има шанси да беше под действие на некакви субстанции. Ќе примете. Има направено многу нешто, Викторија, ама едно не. Да лажам. Сотир, знаеш, никој не е толку перфектен. Добра, ајде, дечки, мислам дека време беше, Карина има нешто садна. Не, за 15, за 15 минути, Ајде, 15 минути, ајде, веднаш, Леле, Петар, како не нормално, Петар, Ама го услаши, гледайте го. Абе, не ми кажавте вие, до толку не ви недостигат. Да, не стигаше, стварно не. Ама, ја и Карина имаме идеја баш една за тоа да го средиме. Тоа имамо. Еј, ало, што правиш? Некој ќе биде врзан. После толку кога ми го заслужуваш ова. Е, така, сега, следно е тоа. Вака ме врзувате тоа, бе. Добро ми направи. Не? Абе ти очигледно, ти нема се заднеш бе. Оживајте, сега ми тоа, сега. Климент! Тебе, луѓе, нема да го мавнам. Е, така. Сега нека ме заднам. Бебе, што се лутиш па си? Па добро, бе, ти. Кога се задна мормолецот, можам да ви ја кажам мојата вистина. Убрзај, бајде, убрзај. Добро? Добро, со кој памет, Карина? Што очекувате од мене? Што сакате? Не, ти не си девојчето што го раста последнивите 10 години, не си! Не ги повлече последните живци и на мене, и на мајка ти.
ова не ти е прв пат, знаеш? Ова не ти е прв пат, ова ти веќе 100 пат вака да правиш. Тројка биологија, второ место над преборот, кога вака? Го изгубим овој натпревар. Го изгубим претходниот и предпретходниот натпревар. Ти всушност немаш победено натпревар. Добро, ако толку не ти е хоби и не те био во кикбокс, кажи ни човече. Џаја плаќаме таму курсеви, кикбоксеви, там и остало. Не, ти си само едно големо разочарување. За мене, за таткот и за цело семејство, си едно големо разочарување. Добро. Имаш поеделник тест математика, така? Оди учи. Барем тоа нешто направи човече. Ајде, не те гледам. Што ќе правиме, цаци? Дете во не избега. Тоа не е мој. Тоа не е. Дај барем ручек, дај ручек да направиме. Што има за ручек? Драго, ако после ова не се отвори вратата, ја нямам што поише да ви кажам. Немам поише што да ви кажам. Мора да зборуваме. Добро, Климент, со кој памет, наркотици, сериозен си? Може ништо да кажеш, прекини да ме гледаш така! Не можам, Вики, премногу боли, што очекуваш од мене? Што те боли? Добро, каде те боли? Те боли мозокот што не ти работи? Те боли срцето што го немаш? Добро, што воопшто мислеше? Овде ме боли, зарем не сваќаш, Викторија? Те боли додека умирам? Вики, ова е твоја некоја метафора, така? Не ова е некоја метафора. Што ова е некој твој глуп начин за да одбегнеш да зборуваме за ова? Вики, јас не знам зашто воопшто треба да зборуваме. Што? Зарем не знаеш? Што треба да знам, Викторија, што треба да знам? Вики, те молам, кажи ми, што треба да знам, што... Те молам, немој да ми кажеш дека не ги прочита писмата! Кои писма, Викторија? Писмата! Писмата, Климент, писмата што ти ги спрегам со денов и додека скапувам во таа проклета болница! Писмата што ти ги пишам кога немам трошка енергија! Писмата на кои што се надевам дека барем еднаш ќе добиам одговор од тебе! Писмата што ги чекам секој ден! Тие писма! Понежливото време, засега време за оние кои се во Македонија, не дозволува многу долго да се остане отворено. Сега Љубиша Ристевски ги има новите информации, го имам во живо во вестите, Љубиша. Викторија, како си? Имаме лоши вести. Докторите се јавија од болница и резултатите... Воопшто не си добри, Викторија. Тие препорачуваат заминеме во странство за лекување. И тоа уште денес. Денес? Сигурно не сте сериозни, како денес? Не може, јас не одам. Викторија, немаме време за губење. Што побрзо, тоа подобро. Ма тато, како? А Климент? А сите останати? Не може, не одам денес! Викторија, твоето здравје е во прашање. Заминуваме денес. Ајде, почни со пакување. Што правиш, Викторија? Остави тоа тиктокот, ај жити мајка. Ти рековме се пакуваме. Секи веднаш.
Секи ми добре, не секи ми. Ајде. Викторија, јас никогаш не ги добив тие писма. Викторија. Деки работа. Шо сакал? Ало, деки. Кажи. Абе, вчера ги пратив, боре, ало. 100%. Вчера ги пратив документите, нема шанси да си дома. Како тоа ги нема? Ај баш да проверам, дај жите млека. Дај, бе. Чек, седи на линија, ај седи. Чекай. Не, нема. Нема, шо, пази, чекай. Шо е ова? О! За Климент. За Климент. За Климент и за Климент. Па добро бе, само Климент ли живее овдека? Чекај, деки, нешто ова документи ми има фркам, ја идам на работа, седи таму, ај сегни. Јас стварно никогаш не ги добив тие писма, не знам што да ти кажам. Како никогаш не ги доби писмата? Викторија, не знам, това не требаше да го знаеш, ама избегав од дома. Да погодам. Тогаш стана дилер и зависник. Да, веќе. Пред тебе стои един ништожен зависник, кој што зависи од глупави апчиња и кој што сите мислат дека е ист како татко му, разликавен, никаков богат. Ама ете, не можам да се сменам. Но не сум таков. Не можам да се објаснам до луѓето. Денот, кога ја изгубив Неизе, тој не беше ни тука. Никогаш не му беше грижа. Како може едно дете да си објасни кога човекот што најмногу го сакал, дека повеќе едноставно го нема? Никогаш не го најдов тој одговор. Пробував на многу различни начини да си го решам проблемот. Ниту еден не беше добар. Првин цигари, па алкохол и на крајот наркотици. И на крајот завршив како дилер на истите, за да не го изгубам и својот живот. Што да правам? Мојата приказна, кај да и мене ќе ме сотре еден ден. Викторија, ти беше нештото кој што најмногу го сакав. И затоа не можам да си дозволам да го изгубам пак. Затоа те молам, Викторија, овој пат избриши ме, заборави ме. Климент, сакаш ли барем да знаеш што пишуваше во писмото? Треба ли? Пишува колку ми фалеше. Колку ми фалеше твојата насмевка која нема видено со денови. Колку ми фалеше како постојано поминувавме време заедно. Но тебе те снима. Кога најмногу ми беше потребен. Кога болката беше преголема да се претрпи. Бидејќи Климент, јас не знам кога ќе биде мојот последен ден. Или кога ќе го земам мојот последен здив.
неколку месеци. Може би за неколку недели. Може би утре. Може би и денес. Климент, тоа што јас ти го напишав во секој писмо, кој што ти не го доби, е тоа дека, Климент, јас имам рак. Шах, мателија. Не, ја не играм со Иле. Со вакви личи кој тебе ја не играм. Па ти нема да играш кога не те бива да играш. Тебе многу те бива, извини, Те победив. Не го прифаќам поразот, тоа е. Океј. Абе, дечке, не ви е малце чудно што уште сме тука? Поминаа 20 часа како цела вечна да сме, дај сакам да си одам. Абе, види тоа дека цело вечно сме тука, да. Не знаеш мене што ми е чудно? Што овој преска зјапованост без да каже нешто. Као да мисли нешто позади тие очи, не? Ти дури сега го приметуваш? Вако во почетокот глеј го, си се спружил, леле. Да, ма сега некако посебно е чуден. Карина, не ли го брза? Го брза? Не го брза, гледај га не. Иу. Абе, луѓе, стварно го фатија будалите пак, не. Абе, ете колку е био вас. Ваша тимска работа ни човек не може да врши. Извини, вака. Возвишението на твоите раце нешто поише може да стори. Никако. Ама не заради тоа што не можам, туку заради тоа што не сакам. Да сакам до сега многу нешто може да спорам. Значи сега се луѓе се заканува, а? Добро бе. Што ќе сториш? Ајде бе, просветли ме. Еве многу си јак, извини. Дали не сме сигурни дека овој е некој вонземјанин пратен од горе да не наблюдува? Сосема сме несигурни. Ама сега, дечки, мора да признаеме дека ова беше преако. Добро, не мора. Не мора. Овој кој ќе тресне тресната. Сончо, глеј го како прави. Сотир, ти стварно за секој во собава има нешто искоментирано? Ништо за тебе нема кажано. Ами имам шега. Знаеш, може треба да почнеме да те плаќаме на час. Не може така да ми правиш мене. Не ми се смеј ти. Не ми се смеј. Не. Значи, многу е нефер да правам анализа кон вашата интелигенција, бидејќи никој не сака се соочи со себе си и со своите недостатоци. Зар не е така? Ама од се што сватив до сега, разбрав само едно нешто. И тоа дека вие се уште не ја свативте поентата на играта и браво, искра. Затоа ви честитам. Го достигнавте невозможно. Добро бе, Сончо, еве, ти само не наблюдуваш кој ние стари не баби по терасите. Што направи ти генијалецо наш, а? Видовме што се случи кога ве соочи со тоа какви лажговци сте. Аха, така. Така? Што сакате сега тука да направам? Да ве досоочам со тоа колку сте нечесни? Или пак да си потраму уште малку овдека се губите? Добро, што е проблемот со тебе? Нешто има стварно многу погрешно со тебе. Стварно си швркнат малце у главата? Луѓе, стварно никогаш не го тестирала во моето трпење, не знам веќе што да кажам. Но оставите го бе, асоцијален, не го гледате. Не знае да склопи една реченица без да каже нешто лошо за некој. Ама знаеш зашто го правиш тоа? Што заштитиш своето его. Ајде кажете ми сега, дали вистина сте толку слеп? Игра на вистината. Зар тоа не ви кажува нешто, не ви укажува? Туку заради кои вашите животи ви зависеле од тоа, вие повторно немаше да престанете со лажење. Вие дволични створови. Ајде, тоа пошто имаме привилегијата да сме учество со најчистата, најискрената, највозвишената личност у Радиосов, ајде, досочени и просветлена со твојата истина. Значи, сите вие лажете. Сите.
Како може сите постојано без престан да лаже? Како може на човек да му е толку удобно во својата дволична? Сотир, вистината не за нас, туку за тебе. Што сакаш ти да кажеш со тоа, драга Елија? И најпосле твоите глупави експериментални глупци го сватија овој мал експеримент кој што се најда. Секој од нас, секој, се соочи со својата вистина. Секој од нас допре до најдлабоките делови од нашата подсвест. Не разбирам тогаш. Поентата ќе беше штом сите ќе престанете со лажење и со манипулирање, едноставно играта завршува. Односно, играта на вистината завршува кога сите ќе кажат својата вистина. Но тогаш зошто е таа се уште затворена? Што не ја кажавме сите својата вистина. Хајде сега е време и ти да се охрабриш и да се соочиш со самиот себе. За овој момент живеев луѓе. Не разбирам. И тоа како разбираш? Ама не сакаш да прифатиш дека сето тоа што сме ние, си и ти. Истиот дволичен створ. Лажго кој е толку оддалечен од реалноста, што се поставува себе како идеал. Како некој што е над се. Само со цел да си ги покрие своите недостатоци, со кои што никогаш не си успеал да се соочиш. И најпосле играта го проголта својот ум, својот креатор. Дека ти не набљудуваше како господар од својот трон, нека те набљудуваше и тебе. А сега тој некој стои пред тебе. Многу е јасно дека ти ги напиша сите тие писма. Ти ја направи оваа игра. Но и ти, Сотир, случајно стана дел од неа. Дека побуваше да ни докажеш какви идиоти сме, какви лажговци сме, си докаже на самиот себе дека сето тоа што сме ние, си и ти. Времето веќе истече. Ние знаеме се. Единственото нешто што остана до нас да те прашаме зошто? Зошто? Зошто, Сотир? Сотир, зошто? Зошто? Никогаш не успеав да ве сватам. Да ве разберам. Никој од вас. Ниту пак сакав да бидам наискрен. Од кога почнав со средно, не дека досега може, ама едноставно не можам да се вклопам со никој од вас. Дека едноставно не сум како вас. Сите вие сте алчни и нечесни. Сите вие. Пари, пари, само пари бе. Зашто? Зашто? Хајде, тебе веројатно ти требаат за болест. Пази си ги зборовите, бе, што збориш, а? А чекај малце. Од кај знаеш? Ти си дотера самото дно, бе. Пари, а? Зашто? За наркотици? Или пак може би за да ги покриеш долговите кај лихварите за да го избришат твоето име? Добро, Сотир. Не ми се верува, значи. Не ми се верува. Толку лесно си прости сте, па погледнете себе. Вие сте болни. Како останува во врска со зависник и не ни подразмислува, еј. А ти бе шутрак, ја злоупотребуваш низината ситуација. И што ќе направиш? Ќе продадеш и на незе и заедно ќе си се изгубите некаде надвор од реалноста. Сотир, животот не е еднобоен! Што? Поради една грешка треба да го осудиме човекот на прогонство? А добро бе, па зар нема доста човечност во тебе? Сите вие сте скршени. Добре, бе. Ти најмногу си скршен од сите нас. Али, сега кажи ни, како ги знаеш сите овие работи за нас? Ја седеше Викторија случајно. Ти што ќе направиш, а? Што, повторно ќе ме нападнеш? Затоа што тоа е свето нешто што го познаваш. Зар не е така? Те жалам, Климент. Многу умешно те научил тој твојот татко и несвесно, ете. Не си ништо поразличен од А мене. ти заќути одма? А што? Што ти е проблемот бе на тебе? Ти што ќе Што направиш? јас што ќе А? направам? Пак им докажеш на твоите дека беа во права всушност. Или пак, може и пак ќе ставиш некој метамфетамин во водата. Сите вие сте исти. Погледнете се. Ниту помалку, ниту повеќе разликувајќи се еден од друг. Добре, бе, сите сме исти. Ама под сите спагаш и ти, не заборавај.
и отвори личните рани на секој од нас. Тоа беше дел од нашата приватност, Сотир. Не мора човек да те осознае со внатрешноста, доколку не му даде шанса. Еве има шанса сега и ти на нас да ни кажеш. Кажи ја својата вистина, покажи го тој глорифициран идеал на дело. Кажи си за себе, Сотир. Сотир, абе, ти текнува на мојот 10-ти роден ден? Добро, дете, знам дека ти текнува. Не, мене не ми текна на никаков твој роден ден. Добро, окей, чим не ти текнува, ајде те подсетам. Ги повикав сите деца од клас. Што го чекаме цела година, цела година. Роден ден едно што го сакаме. Најмногу се. Меѓу, кој што знаеш, беше и ти викнат. И супер се поминувавме, мислам, беше кај мене дома, имавме пица, имавме прејако беше. А, не знам, толку добро се поминував, што не ни размислив кај си искрено. И таман да се свртам да проверам кај си, те гледам, гледаш на нас така, како ништо те мачи се. Мислам, од секојаш се гледаш дека ништо те мачи. И за не седиш сам, таман да те викам, ни покажеш некој трик со картите. При самиот трик картите се разлетаа на секаде. Сите се смееа, како да го чекаа моментот. Ми стурија чаша вода врз глава. Дури некој од нив ми го изгази палтото, додека го снимаа сето тоа. И додека ти или било кој друг да примети што се случува. Јас веќе го доживеав убиството. Убиството за надежта за луѓето. Се станав неголемиот непријател на самиот себе си. Дури неколку пати посегнав по својот живот. Но не заради тоа што тие го сторија тоа, туку затоа што од секогаш, секој момент, секој час, секој ден, пред тој роден или после него, од секогаш бев јас, у него ќе бев вперен тој мал изострен прст. Ама, Сотир, зашо не ми каже, зашо не ме викна? И да знаем ништо ќе направи, ти не мора да станеш тоа против кој што војуваат твоите морални принципи, стварно извини. Не, некој мора да е злобниот во општеството. И ете, мене ми беше врачена таа улога. Детето кој го гледаше светот во сите нијанси на бои, ослепе! Нешто ги впи, тие згасна. Остана само темнината. Што стана? Што сум јас? Детето кој сакаше го исцели светот, е сега еден од оние зверови. И како еден од нив, ве мразам сите вас. Ве мразам. Се мразам и себе си. Овој свет. Светот кој ме уништи. Сотир, ти никогаш не ни проба да се вклопиш. Единственото нешто што го правиш е судење на се. Сотир, види, сите ние правиме грешки. И сите учиме од нив. Никој не е идеален. Пробај, поправи го она кој што те мачи. Знаеш, не се мени како човек, само пробај да го пуштиш она кој што ти тежи. Едноставно прави грешки и учи од нив. Биди среќен за тоа. Остави се да бидеш човек, Сотир. Сотир, види, сите грешиме, окей? Твоето минато не те дефинира. Чим ние сме ти простиле, па ти добар си, бе. Сотир, сите сме грешници, но најбитно е да научиме од грешките и да го имаме кормилото на својот живот во своите раце. Братче, колку и да ме нервираш, не можам да ти судам. Сите грешиме, ама ти најмногу. Добро, дечка, ајде се шалам. Мислам, стварно.
Доколку ти почнеш да се враќаш во нормална, се ќе добре. Гледайте, дечки, сутри. Јас имам нешто да кажам. Слушни ме. Сите сме луѓе, така? Сите грешиме. Сите сме сгрешиле тука. Сутри, треба да се простиш на себе. Помолам. Сите правиме грешки. Но најбитно е да си простиме за нив. Тоа е тоа што не прави човек. Па право се. Не треба да ги дефинираме луѓето како добри, како лоши, како герои на општеството или зверови истото како што би рекол ти. Секој од нас греши, но секој од нас има шанса да се промени. Кога ќе излезеш од онаа врата, промени се. Промени се за подобро. А потоа прости се. Да ти простуваме и ние. Не. Јас не заслужувам прекратка. Не. Вие не разбирате, јас ве заробив овде, јас ве измамив. Добро, друже, стварно знаеме за тоа, ама дај кажи ни што е форава со вратава да излеземе побрзо. Не, јас ја зезнав целата работа, значи досега вратава требаше да се отвори повеќе пати. Отворете, значи ви измамивте. Не беше така договорено. Отворете на тоа. Луѓе па сега. Како договор, бе? Чема се не заклучи он. Не само но. И ајде од почеток се. Што правиме сега? Не знаем ни кој има заробено бише. Не излагаме од овдека, не стигаме дома. Чекајте, нешто носи. Дечке, ова беше оставено и испод вратата. Теа почитам, чекај. Сотир, правилата се изменија. Се додека не извлечете некоја поука од сето ова, не ве пуштаме од собава. Од писателките, PS не го читај ова, ама публиката ви заспа. Не, видо, сега. Добро, абе луѓе, овие стварно планираат да начуваат тука како кинапирени, што им е проблемот? Не знам дали ова има никаква игра. Не знам. Што сега ние треба да им напишеме писменца, што е ова? Абе, Тора, вие луди сте? Ја писменца да им пишувам. Абе, цел кистарот ми го издишавте тука ушак. Абе, бегајте, јас идам. Дај ми ја да си идам. Чекај малце, чекај! Дај барем да сторим онака како што пишува во писмава. Ај, чао! Чао! Кај ја си иде? Да па сега. Илија. Добро, мили мои деца, што и правите на вратава? Ја влечев. Еле интелигенција, пониско од собното ниво, ама, се туркала вратата. Се пакувам, си идам, фала Богу. За 3 скачања ќе стигнавме до сега. Нула. Господа Боже. Абе ни нула не е, што е ова? Ти, Донија. Молам? Ти ја влечеш вратата? Не, ја така не памтам. Ја така не памтам. Не знам што. Ама стоите, имам нешто да ви кажам. Многу сериозно е. И знам дека ова беше за парите и за се тоа, но ова е нешто што навистина ми требаше во периодот. Знаете, јас од кај потекнам така и јас не можам толку лесно да направам пријатели. И сега сите овие искуства што ги направивме, се смеевме, се каравме, плачевме, се тепавме, се игравме, тн, се натаму. И не е фер што најнаш ќе ве снема, значи не е фер. Што најнаш ти не снима кога не ја жигатува све за секојаш? Што е тоа проблем? Мислам, глеј, освен Сотира кога ни направи нешто трикче, магионичарско нешто, Вау. Добро, Петар, ај вака жити се, замисли малце. Твојот дом не звучи на толку лошо место? Пази, празна зграда, така? Јака журкичка, оп, ќе пука, ле, лом. Те молам, не замислувај нешто многу и да ја пак треба негде да живеам. Да не ме избркати од таму, те молам. Сега мислам, каде е Климент, брат, таму е журката што? Молам? Теши се, брат. Базија не беше, брат. Добро, дечки, мило ми беше. Викавме, вриштевме, плачевме, ама вратата се отвори. Очигледно, ова е крајот. Климент ве напушта.
Ови. Леле, мириса на свеж воздух, не може веќе. Климент! Па добро, на вистина ли ова ни е крајот? Вака си заминуваш? Па, ни чао не ми кажа. Вики, ниту јас, ниту ти си спремни за врска, ова сарно не. Да, го знаев тоа. Си дозволив малку да фантазирам дека може би ќе се случи нешто. Ама очигледно ова ни е крајот. Ова е здобно. Климент, братче, не бива така да си отидеш. Те молам, не бива. Не, ти не си ми реален, значи. До сега покажуваш, драматизираш и колку ја сакам. И сега некеш да се промениш. Некеш да ја направиш, да ја покажеш колку ја сакаш, а? Каков човек си ти, бе? Каков човек сум јас? Па никој што не може да ја даде и нината што ја заслужува, бе, ало. Не дека не можеш да ја дадеш, само не сакаш. Добро, може се сменет и работите, да. Ама ти не си сменет. Уште си истиот фин, културен и паметен дечко како порано. Види ја, срце. Види што ти збори. А ти некеш да се промениш, заради тоа што промена ти значи работа. Ај признај дека те мрзи само. Кјути така, пошто знаеш дека сум права, кјути. Леле, ова машки бе, колку ме нервира, леле. Дечки, ствар. Стварно претерувате. Значи, стварно претерувате. Секој во собава знае дека вие двајца треба и сакате да бидете заедно. Ама, потребно ви е некој да ве бутне. И таа буквално смисла. Браво, синко, браво, бе. Климент, јас ке ти ветам дека ќе се борам против оваа болест со сета моја сила. Ако ми ветиш дека ќе бидеш тука и ќе ми помогнеш во сето тоа. Вики, тоа што се најмногу се плашев беше промената. И немав желба за да се променам, ама откако те видов тебе пак, некако ми се врати. Ти ветувам, ќе се борам за мене и за нас. И јас ти ветувам. Без разлика колку ќе биде тешко, ќе го направам тоа. За мене, за нас. Дечки, ме честитам, браво, Мене благодарам, мене благодарам. Добро, ајде. Фала те. Фала те. Ништо. Мислам, добро. Видно, така. Уште еднаш така. Каринче, ти не се мотивираше рака нешто нашиве монолози. Така е, дечки. Па, вака наискрено, гледај, мислам. Се супер си кажавте, ама јас некако си се мислам и сваќам дека уствари моите не ме мразеа. Јас бев таа која највише се мразеа. И да, мислам, има превисоки амбиции за мене и го искажува тоа на многу понекогаш суров начин, ама сака да сум најдоброто од себе. И знаете што? Од сега, ја поддршката нема да ја барам кај друг. Јас ќе си видам таа поддршка. И мојата вредност не е ограничена од човек каже Рајко, Трајко и мајка му што ќе каже за мене. Мојата вредност од тука е. И тоа се запишете негде. Така е. Право си, Катерина. Ние сум сите многу горди на тебе. Леле бе, дете, дај остај тоа книгата, вратана ќе се затвори, ти со библиотеката ќе останеш, Бог да чува. Што се секираш, бе, тука сум ја. А види, корица убава е. Бога ми, тоа ниту планирам да го пипнам, нит ништо, максимално ме депримираш, извинева. Искрено се гледа дека не си допрел книга у животот, ама не ми беше тоа поентата, не ја свати. Чекај, мислам, вака. За него прашам, поентата да идеме негде посама или... Поентата дека не треба да се суди корицата пред да се знае незината внатрешност. Леле, дај преведи го премиум македонскиот, никој не те разбира.
Oh, don't judge a book by its cover. Новиве генерации само англиски да знае, најси да. Ајде. Дора, чекајте, сега да идеме escape room нешто? Молам? Escape Не. Добра си. Така, освен escape room. Лили, јас се зафркав. Значи, Да, ти скроз се зафркаваше, ама јас сум подоредја. Дојдеме на кафе, кај? па на кафе излагаш и на кафе. Каде? Ајде, белешки, не е битно. Дали знаеш колку кафичи има? Ајде, не е битно, сотир час ти, сотир час ти. Што вие планирате после собава со париве да ја прашам? Мислам, 1 милион денари не се мал. Текна се. Па, еве ајде да почнеме. Што ќе работите? Ти сутир вака, мислам за тебе највише ме интересира. Шо планираш ти вака нешто? Па дечки, да бидам најискрен, јас до сега доста ве суде вас и гледам ме било тоа така малку. Така да, мислам дека би бил добар судија. Мање више. Тука се. Океј. Ти, Викторија? Па, јас сакам да сум докторка. Да им помагам на сите оние деца кои што страдале од оваа болест како мене. Од каде знаете? Може јас ќе најдам лек за таа болест и ќе успеам да спасам многу деца. И знаете, добро е помислата дека тоа може да се случи во иднината. Ева више кога прашувате за мене. Кој те праша? Кој га праша? Значи овага се. Идете дома, палите телевизор и Карина го руши противникот, нема што. Таси, сумеш, што? Се праша ли то? Ај. А овако ти, Климент, нешто? Епа, луѓе, јас не би можел нешто толку сериозно како Викторија, ама се размислував и едно бизнисче не би ми дошло лошо вака. Ја као бизнисмен сако, слам извини, као... Таман требаш чапирите да ти помогнам да не ти загора. Може. Епа, Дора, идеме. Петар? Ти кажи прва, ти кажи. Петар. Ајде бе, Петар, кажи само, ајде. Ма јас не знам што е професија. Како би не знаеш? Дора, она што те плаќа. Пари, само пари, Не, само чекај, пари. ајде да ти почни од тука, па ќе идеме дале. Почни од тука. Професор, ќе бидам професор. Па од тоа нема пари, ама... И ќе пишувам за Цезалова случка која што ја доживеавме денеска. Од каде знаеме, може би ќе инспирира некој да си ја каже својата вистина. Ајде, одиме. Викторија, ќе се најдеме на истото место како пред 4 години, у паркот. Па, ако ми се јавиш, ќе се најдеме. А ја ке ти звонам, ама дали ти ке кренеш? А ти така дел ги кај се? Не, кај се. А завршиме цена морала. Писателки! Ајде бе, поговорувајте.
катастрофа. Скроз, значи, ајде вонка, ајде сите вонка. Сите надвор, Ростена. Да спредемо.